Пандемијата од коронавирусот го смени секојдневието на секој човек, но вметна и нови правила и начини кои што мораме да ги почитуваме и следиме без исклучок. Промените дојдоа кај секого, така и во Црвениот крст, организација која што е од исклучителна важност во овие тешки денови на пандемијата. Уште од нејзиниот почеток, општинската организација на Црвен крст веле се на терен и им помага на ранливите, намокните и социјално загрозените лица. Волонтерите на Црвениот крст се јадрото на оваа организација. Многу пати се поставува прашањето кој може да биде волонтер на Црвениот крст, па затоа разговаравме со секретарот на Црвениот крст при општинска организација Велес Орце Николов. Знаете како ја често го добивам ова прашање и многу често и се користам со оваа изрека кога имаме некои обуки. Пред се кога имаме обуки со помладите луѓе, ги прашувам дали вашите баби и дедовци може да бидат волонтери на Црвен крст. А кога имам обука со постарите, ги прашувам дали вашите внуци може да бидат волонтери на Црвен крст. Значи, буквално волонтер на Црвен крст може да биде секој оној кој што сака да помогне, кој што има добра мисла и кој што сака во одредена ситуација да му се најде на некого на кој што му е навистина потребна помош. Меѓутоа, со пандемијата на COVID-19 се смени и правилото околу тоа кој може да биде волонтер на Црвениот крст. Во овој период кога имаме пандемија, малце работите се изменети, односно имаме едно циркуларно писмо кое што го добивме од централната канцеларија од Скопје, во кое што се вели дека лицата кои што се под 18 години, односно малолетни, и оние лица кои што се над 64 мажи и 62 години за жени, односно во пензија, не треба да ги ангажираме на нашите активности како волонтери, бидејќи сепак тие спаѓаат во една ранлива категорија на граѓани и можеби евентуалното заразување да има поголеми последици по нивниот живот. Затоа во овој момент главни носечки волонтери се лицата кои што имаат над 18 години па се до 60 години.